Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Почитувани, овој пат ќе зборуваме за Светиот Дух. Дојде при своите и своите не го примија, а на сите што го примија, на сите што верува во Неговото име, им даде можност да станат синови Божји, вели Светиот евангелист Јован. Што е Свети Дух? За нас, христијаните, Божјото постоење е утврдена вистина. Тоа значи дека Бог постои. Како учи православната црква за Бога? Најпрво треба да знаеме тоа дека Бог е еден. Символот на верата вели: верувам во едниот Бог, Отец, Вседржител. Првата заповед Божја гласи: Јас сум Господ Бог твој, да немаш други богови освен мене. Светиот апостол Павле во посланието до Колосјаните вели: знаеме дека нема друг Бог освен едниот. Светиот апостол Марко запишал: а Исус им одговори на израелците: Господ Бог наш е еден Господ. Освен што Бог е еден, во символот на верата исповедуваме еден Бог во три лица. Па така веднаш во вториот член од символот на верата се вели: верувам и во едниот Господ Исус Христос. А во 8-миот член се вели: верувам и во Светиот Дух Господ кој живот твори. За непознавачите на учењето на православната црква веднаш настанува конфузија во смисла како тоа верувам во едниот Бог Отец, Вседржител, а потоа верувам во Господ Исус Христос, Син Божји, и верувам во Светиот Дух Господ. Зарем тоа не се три богови? Не се три богови, туку еден Бог во три лица. Лицата на Светата Троица се Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух. Тие ја сочинуваат Светата Троица. Тие во се еднакви и нема поголем или помал меѓу нив. Единствено се разликуваат по нивните лични својства. Па така, лично својство на Бог Отец е нероденост, лично својство на Бог Син е вечно раѓање од Отца и лично својство на Бог Свети Дух е вечно излегување од Отца. Ние заедно ги славиме и ги почитуваме како неразделно единство. Ние верните оваа тајна на Светата Троица, како и многу други работи во животот, ја примаме со вера, оти со нашиот човечки разум и ум не можеме да продраме во незината суштина. Кога светите браќа Кирил и Методи Солунски се нашле на проповед меѓу хазарите околу Црното море, зборувајќи на оваа тема, Свети Кирил, за да ја објасни тајната на Света Троица, се послужил со ваков пример. Го гледате сонцето, тоа свети и истовремено ни дава и светлина и топлина, иако е едно. И дрвото е едно, но има корен, стебло, лисја и гранки. Како тоа е устроено, ние немаме објаснување. Меѓутоа, ако кај дрвото еден од овие елементи недостасува, тогаш и дрвото не може да опстои во живот. Тоа е само приближно објаснување за дејствувањето на Светата Троица. Лицата на Света Троица имаат и посебни улоги. На Бог Отец му се препишува создавање на светот и човекот, на Бог Син, Господ Исус Христос, искупувањето и спасението на луѓето. По вознесението на Господ Исус Христос, Светиот Дух бил испратен да ја просветува, оживува и раководи црквата. Светиот Дух и денес е присутен од црквата и ја раководи. Неговата улога се преточува кон луѓето преку светите канони или црковните правила, потоа преку светите тајни како крштевање, миропомазување, покаяние, исповед,
венчавање, маслосвештенство и причестување, и преку црковните обреди или богослуженија како разни молитви за здравје, за осветување на црковни предмети, икони и крстови, а најповеќе преку причестувањето на светата литургија. На верните преку Светиот Дух им се дава посебна сила Божја, благодат за раководење, управување и духовно воздигнување, а крајната цел е вечното спасение на човекот. Испратениот Дух Свети на апостолите на празникот Педесетница во Ерусалим и денес обитава како во црквата, така и во нас, во нашите души и во целиот свет. Колку ни е верата во Бога посилна, толку и Светиот Дух е поприсутен во нас. Откажувањето од Светиот Дух всушност е откажување од Бога. Затоа црквата ги учи своите верни. Откажувањето, хулењето или негирањето на Светиот Дух е тежок грев. Христос вели: "Вистина ви велам, на човечките синови ќе им се простат сите греови и хули, какви и да бидат тие, но кој похули на Светиот Дух, нему нема да му се прости никогаш, а ќе биде виновен и пред вечниот суд." Да разјасниме, што е значи зборот хула и зошто тој грев нема да се опрости никогаш. Зборот хула значи и наетење против Светиот Дух, пркосно непочитување и непризнавање на неговото постоење. Зборот хула може да се прошири и на други греови како што се пцуење на Бога или намерно понижување на делата Божји, пцуење на Мајката Божја, Пресвета Богородица, пцуење на Сонцето. За среќа во менталитетот на нашиот македонски народ, ние немаме вакви пцости како кај некои комшиските народи. Хулата исто така е препишување некое зло на Бог. Така фарисеите, откако беа усведоци за непобитниот доказ дека Исус правеше чуда во силата на Светиот Дух, тврдеа дека Исус беше обседнат со демони. Како дополнување можеме да кажеме дека спротиставувањето или намерното останување непокаен е исто така хула на Светиот Дух. Оти не се кае само оној кој не верува во Божјото постоење. Каде што нема покаяние, тогаш нема да има ни проштевање. Покаянието е врата кон Царството Божјо. За секој оној кој инсистирањата на Светиот Дух за вера во Исуса Христа не ги прифаќа, за него нема помилување, ниту во овој, ниту на другиот век. Затоа Господ Христос вели: "Секој грев ќе се прости, освен хулењето против Светиот Дух нема да се прости." Божјата љубов е евидентна. Евангелистиот Јован запишал зошто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој кој верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Изборот е јасен. Кој верува во Исуса Христа има живот вечен, а кој не се покорува на Синот Божи, нема да види живот ниту Божи, туку Божиот гнев останува врз него. Како се добива Светиот Дух? Претходно рековме дека Светиот Дух беше испратен врз апостолите на празникот Педесетница и он се уште действува во црквата, а преку црквата и на своите верни. Ние Светиот Дух сме го добиле на крштевањето. Он е внатре во нас. Господ Исус Христос вели: "А кога ќе дојде, Он, Духот на вистината, ќе ве упати во секоја вистина, но од себе нема да говори, а ќе зборува она што ќе го чуе и ќе ви ја каже иднината. Он мене ќе ме прослави. Преку богочовечкиот живот и работата на земјата, Господ Исус Христос го извршил спасението на човекот. Но за да постане човекот учесник во спасението, неопходно е соединување со Христа. Како? Тоа може да го постигнеме само преку Светиот Дух. Он ги соединува луѓето со Христа,
односно ги води кон црквата. Тоа го прави преку Божјата благодат. Затоа во православната црква често преку посебни молитви се призива Светиот Дух. Светиот апостол Павле вели: Светиот Дух, кого Бог изобилно го излија на нас преку Исуса Христа, нашиот Спасител, та оправдани со Неговата благодат да станеме наследници на вечниот живот. Освен благодатта, Светиот Дух им дава посебни дарови на оние кои ќе изразат желба за примање кон Него, како дар на мудрост и разбирање, свештенство, управување, евангелизирање и друго. Плодови на Светиот Дух се љубов или милосрдност, радост, мир, доброта, долготрпеливост, кротост, спасение и воздржание. Дали го имаме Исуса Христа во нас? Светиот Дух има многу важна улога за нас луѓето, да не воведе во вечниот живот. Што е вечен живот? А животот вечен е да те позна тебе единиот вистински Бог и испратениот од тебе Исуса Христа, запишал евангелистот Јован. Светиот Дух им помага на сите кои што сака да го познаат Бога. Не е доволно теориски да знаеме се за Бога. Можеме целото богословско учење да го знаеме, но ако не го применуваме во животот, ништо не ни користи. Во времето на Христа такви биле книжниците кои се грижеле за објаснување на Божјиот закон, но срцата им биле далеку од Бога. За нив Христос вели: Погледајте го писмото, зашто вие мислите дека преку него ќе имате живот вечен. И тоа сведочи за мене. Од луѓето слава не примам, но ве разбрав дека во себе љубов Божја немате. Јас дојдов во името на мојот Отец и не ме примате, а некој друг ако дојде во свое име, ќе го примите. Истото се однесува и за нас денес. Колку тешки зборови ни упатува Господ Христос и нам денес. И денес има мнозина теоретичари на верата кои не живеат според Божите заповеди или мнозина кои само формално ги примаат светите тајни и доаѓаат во храмот, иако самите не веруваат во силата и моќта на молитвата. Не е оправдано да мислиме дека тоа е доволно. Бога не можеме да го лажеме. Во случајот со цариникот Господ Христос ни кажува зошто тој си отишол оправдан, а фарисејот, кој се молеше заедно со него во храмот, не се оправда. Зошто тоа се случува? Затоа што верата е ослабена и љубовта е исчезната како да ја не постои. Љубовта кон Бога се открива преку пазењето на неговите заповеди. Христос вели: Кој ги има заповедите мои и ги пази, тој е оној што ме љуби. Човекот е богоцентрично суштество и не можеме целосно да се откажеме од Бога, но проблем е што често не сакаме да ги прифатиме неговото постоење или го бараме на погрешни места. Волјата Божја е да веруваме и да го прифатиме оној за кого Библијата зборува. Доколку се обратиме кон Светиот Дух, Он ќе ни помогне во враќањето на љубовта и зацврстувањето на верата. Дали тоа го правиме? За жал, не во доволна мера. Модерното време на живење повеќе не оддалечува од Бога и од црквата. Не е корисно и богоугодно се она што е модерно. Погледнете само што се случува денес во светот. Во Европа, која доскоро беше лулка на цивилизацијата и христијанството, денес владее гревот најповеќе од било кога. Христијанските вредности се изложени на подсмев и понижување. Бракот од Божја институција се претвори во гнездо на развратот. Дали е тоа она модерното кон кое треба да се стремиме? Сигурно не. Губејќи ја љубовта кон Бога и ближните, ние го губиме и вечниот живот. Само таму каде што царува љубовта, има и живот. Убаво е секој од нас да се запраша: каде сум јас?
Дали е Господ Христос внатре во мене? Дали навистина сум го прифатил Христа во моето срце и дали љубовта Божја се развила во мене? Христос јасно ни вели: Јас сум патот, вистината и животот. Никој не може да дојде при мојот Отец освен преку мене. Мнозина се оние кои сака да дојдат до Христа, но без да претрпат жртви. Тие сакаат преку формалното, традиционално и само теориско познавање на верата да дојдат до Христа. Поточно кажано, таквите сакаат преку таквото однесување кон верата Христос да дојде кај нив, како да е тој зависен од нас. Но тоа не само што не е доволно, туку е многу погрешно. Ние имаме потреба од Христа и само живот според законот Божи е искрен пристап кон верата. Со длабоко уверување во себе можеме да се надеваме на живот вечен. Зошто луѓето не го прифаќаат Христа? Мнозина мислат дека спасението ќе дојде само поради добрите дела, па доволно е да се биде добар човек, да чиниш добро на луѓето и да не им правиш лошо, па и не е потребно да си многу набожен човек. На таквите Христос не им е потребен. Да, точно е дека добрите дела се потребни, но не е доволно. Да видиме што вели Евангелието. Еден од еврејските старешини по име Никодим тајно отиде кај Исуса и му вели: Учителе, знам дека си ти учител, дојден од Бога, зашто никој не може да ги прави овие чудеса што ги правиш ти, ако Бог не е со него. Ова е сепак едно големо просветление и признание на еден јудејски старешина и началник, имајќи предвид дека другите страшно многу се противеле на Христа и тврделе дека чудата што он ги врши, ги прави со силата на лукавиот. Исус му одговори: Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од дозгора, не може да го види Царството Божјо. Какво е тоа раѓање од дозгора? Па тоа е крштението. Уште Исус Христос вели: Вистина ви велам, ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе во Царството Божјо. Зашто роденото од тело е тело, а роденото од дух е дух. На човекот потребен му е посредник за спасение, а тоа е Господ Христос, кој го изврши искупувањето на Голгота за сите нас. Не смееме да ги занемариме и помалите гревови од кои треба да се очистиме. Тоа ќе го направиме преку покајанието. Христос јасно ни порачува: Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при Отецот освен преку мене. Нашата вера е единствената во која Бог направи се за нас. Има некои кои не го прифаќаат Исуса Христа поради страв и срам. Некои се плашеле од страв поради евреите, или што ќе речат луѓето и што ќе зборуваат за мене. Некои се плашеле поради страв за своите положаи во општеството. Мнозина од страв се разбегаа кога Христос беше фатен и осуден на смрт. Од страв дури свети апостол Петар 3 пати се одрече од него. Но истото се случува и денес, кога мнозина од страв и срам за нивниот углед се одрекуваат од Христа. Оти е речено: Помила им беше човечката слава, отколку славата Божја. Ако им е славата Божја поважна, не би се воздржувале да сведочат за Христа и сигурно би го прифатиле. Но има и такви кои се срамат да кажат дека се христијани, сметајќи дека денес религијата е надмината работа. Но Христос ни порачува: Кој се срами од мене и од зборовите мој во овој свет, од него ќе се засрами и Синот човечки кога ќе дојде во славата Божја и на Отецот и на светите ангели. Има и такви кои повеќе ги привлекува современиот живот, па си велат: Има време, понатаму повеќе ќе се посветам на верата. А често се слуша кога
Родителите на помладите им советуваат: уште си млад и треба да живееш, немој уште од сега да си го ограничуваш животот со верските обврски. Има и такви кои се противат на Светиот Дух, а кој архидиакон Стефан ги нарекува тврдокорни и необрезани по срце и душите. Тоа се оние кои не го примеле Духот Свети во себе, а тоа значи немаат љубов. За таквите Исус Христос вели: немате живот во себе. Мнозина има такви и денес, сакаат да знаат за верата и се интересираат, но кога ќе им се каже: ајде дојдете на молитва во црква или дојдете на света литургија и причистете се, одговорот е: па баш денес не можам, имам вакви или онакви обврски и слично. Но треба да знаеме дека не можеме Бога да го лажеме. Или го прифаќаме, или не го прифаќаме. Тоа е нашата одлука. Но треба да знаеме дека освен Неговото име, друго име за спасение, Господ Исус Христос не ни дал. Он дојде на земјата не да суди, туку да ги спаси луѓето. Нам ни останува кој колку ќе прифати. Бидете со мене и јас ќе бидам со вас. Како што прачката не може да роди сама од себе ако не е на лозата и нејзидниот корен, така и вие ако не бидете со мене, не можете да родите плод. Не можеме без Христа, без Него немаме плод, без Христа нема Дух Свети во нас. Затоа сите такви теории на релативизам или оправдување немаат место. Подобро е помалку, но искрени верници, отколку такви кои се двоумат: сакам, не сакам. Таквите не чувствуваат жет за Бога. Доаѓаат на изворот и не пијат, доаѓаат на изворот и се свртуваат настрана. Искрениот верник секогаш го признава Христа за свој спасител, за Бог и Месија. Тој е единствениот начин да го запознаеме Бога. Тврдоглавоста само повеќе не оддалечува од Бога. Христос постојано чука на вратите од нашите срца и ние треба да му отвориме, он да влезе во нас. Бог кој се даде себе си за нас, ние го отфрламе, го спомнуваме, но не му даваме да влезе во нас. Колку го имаме Христа и Духот Свети во нас? Зошто кога ќе се појави духот на нечестивиот ѓаволот, веднаш го примаме? Тоа треба секој да се запраша и да си одговори. Споредете само. Како би се чувствувале ние ако за некој наш пријател или роднина дадеме се, а тој да нема ни тронка љубов кон нас? Сигурно дека нема да ни биде сеедно. Така и Господ Христос се љути на нас кога не го примаме и не му даваме доволно внимание. На крајот ќе речеме: да ја чуваме верата во Бога и во Светиот Дух, да се молиме оти, тоа е услов за нашето вечно спасение. Да не бидеме од оние за кои светиот евангелист Јован вели: дојде при своите и своите не го примија. Христос на сите што го примаат им дава награда, а на сите што го примија, на сите што верувале во Неговото име, им даде можност да станат синови Божји. Амин.